Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. А во неа интервју со македонскиот министер за одбрана Фатмир Бесими. Но најпрвин вестите. Жесток ТВ дуел меѓу американскиот подпредседател Џо Бајден и републиканскиот предизвикувач Пол Рајан. Од брифинг во Центарот за странски новинари во Вашингтон пак, Соединетите американски држави го поддржуваат процесот во Обединетите нации за решение во спорот околу името меѓу Македонија и Грција. Американската предизборна кампања во полн ек, првиот и единствен ТВ дуел меѓу актуелниот подпредседател Џо Бајден и републиканскиот предизвикувач конгресменот Пол Рајан, што се одржа синоќа во мал колеж во сојузната држава Кентаки, изобилуваше со бројни несогласувања од надворешната политика до економијата. На 90-минутната дебата, Бајден ги повика републиканците да не ја попречуваат владата на Обама во обидот да ја заакне економската состојба. Рајан возврати дека со демократ во Белата куќа последниве 4 години 15% од населението живее во сиромаштија. На надворешно политички план, Бајден беше категоричен дека американските трупи ќе заминат од Авганистан во 2014 година, додека Рајан истакна дека таквата изјава само надодава на слабата стратегија и го охрабрува непријателот да почека до тој датум. До изборите на 6 ноември остана уште 2 телевизиски дебати меѓу председателот Обама и предизвикувачот Мит Ромни. САД посекако би сакале прашањето да се реши и Македонија да добие прилика да се приклучи на НАТО што е можно поскоро. Продолжуваме да ги поттикнуваме страните да го решат ова и се надеваме дека може да биде постигнат договор, рече вчера на брифинг во Центарот за странски новинари во Вашингтон американскиот помошник државен секретар Мајкл Хамер на прашање да го коментира најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија и идејата за решавање на спорот со името во раната фаза на почетокот на преговорите за членство во Европската унија, напоредно со членството во НАТО. Тој ги поддржа тековните напори за барање на решение преку посредништвото на Обединетите нации. Во продолжение на Newsflash, интервју со министерот за одбрана на Република Македонија Фатмир Бесими за нашата редакција. Следат извадоци за неговата тековна посета на Вашингтон и што мисли за контроверзата Слупчане. Со него разговараше Јане Боаџиевски. Министре, добар ден. Во САД сте во неколкудневна посета. Која ќе биде целта на посетата во Пентагон? Посетата во Пентагон е фоллоуап, односно продолжение на средбата што имавме претходно со секретарот Панета, каде што дискутиравме за билатералната соработка, регионалната и евроатлантската перспектива за Македонија и регионот. Меѓутоа, дали навистина се истрошени аргументите за напредокот на Македонија на патот кон полноправно членство во НАТО? Јас би рекол спротивно. Аргументите се зајакнуваат секој ден. Со самиот факт што Република Македонија останува посветена на овој процес, продолжува поддршката на граѓаните над 90% и има политички консензус за ова прашање и покрај сите предизвици во сите овие години. Министри, на домашен план во Македонија, би ја запрашал зошто случајот Слупчане доби толков публицитет? Мислам дека со тоа се отвори едно клучно прашање за соживотот во Република Македонија, инклузивниот пристап на Република Македонија и Република Македонија да биде модел за земја членка на Европска унија и НАТО. Тоа е прашање што овие 11 години после Охридскиот договор остана недискутирана во јавноста и во политиката, но сепак е прашање што треба да се реши. Добро, меѓутоа, нема ли подобар начин за приближување на албанците и македонците со оглед дека водите одговорен ресор? Мислам дека кога станува прашање за идејата за концептот, јас апсолутно немам дилема дека ова е еден комплексен и сензитивен процес, што треба да се има разбирање и за чувствата на граѓаните, посебно тие што имале најмногу загуби од тој конфликт, односно изгубиле член од своето семејство. И токму потврда на тоа е дека пред една година имав реакција од страна на албанците за тоа што положи венец кај бранителите и ова година се рефлектира само од другата страна, зашто имав сличен потеки за албанците кои загинаа од 2001 година во конфликтот. Мислам дека ова прашање нема модел.
Моделот е дека треба да се почитаме меѓу себе и да најдеме начин како тоа да го надминеме. Меѓутоа, дали има јас меѓу вас и началникот на генералштабот со оглед дека се појавија разни вести за обраќањето ваше на албански јазик пред кадетите? Мислам дека тоа беше некоја медиумска сензација, не знам од чии мотиви. Тоа не е прв пат јас да се обраќам на албански јазик и јас уште од моето поставување не само како министер за одбрана и министер за економија, во моите говори покрај македонскиот, без да се оди на класичен превод, делови од говорот или пораки ги читам, говорам и на албански и на англиски, зависно од аудиториумот. Меѓутоа и во уставот тие прашања се регулирани. Во однос на релациите министер, председател на држава и началник на генералштаб, тие се јасно дефинирани во законот и мислам дека доколку се почитуваат тие одредби, ние функционираме најнормално во тој аспект. Меѓутоа, во армијата официјален јазик е македонскиот. Да, јас тоа не го спорувам, во законот е јасно дефинирано дека тоа е македонскиот јазик службен. Во однос на командата, секако дека во армијата и во пишаните наредби тоа се на македонски јазик. И тоа што јас сум го кажал, тоа што сум го направил е во однос на како е во говорите, каде што можам да го направам. Исто така во однос на веб страната, исто така тоа е регулирано и во однос на уставот на 20% од граѓаните што го зборуваат јазикот може да го користат својот јазик. Па и во армијата на Република Македонија албанскиот се користи кога даваат заклетва и тоа е во пишан документ покрај македонскиот и на албански јазик и имаат подпишана својата заклетва сите припадници на армијата на Република Македонија. Пченката е една од најстарите земјоделски култури во поново време и извор на биогориво. Секоја есен во сад пак со малку имагинација, пченкарните полиња стануваат место каде да се загубите е забавно. Во следниот прилог ве носиме во пченкарен лавиринт. Во ноември ова пченкарно поле ќе биде ожнеано, а родот употребен за добиточна храна. Но во моментов дава друг принос – паричен. Остани на десно. Јас ги следам децата. Овие луѓе плаќаат да се загубат. Забавно е, но немам поим кај да појдам. Се согласувам. Атракцијата е толку популарна што секоја есен 100.000 посетители го бараат излезот од пченкарниот лавиринт на ботаничката градина во Денвер. Може да заработите повеќе од лавиринтот отколку од продажбата на самата пченка. Лукас објаснува дека обележувањето на лавиринтот започнува со самото сеење на пченката во рана пролет. Компанијата Мейс, специјализирана за лавиринти, им помага на земјоделците кои ги косат патеките цело лето, подготвувајќи го лавиринтот за туристите на есен. На оваа фарма на 100 хектари недалеку од Денвер започнале да прават пченкарни лавиринти во 1999. Компанијата Мейс пак го креирала првиот пред 17 години во Јута. Годинава им помага на 260 фарми ширум светот, сигурен знак дека ваквиот вид на забава станува профитабилен бизнис. Во понеделник во Newsflash, фитнес програма на латиноамерикански ритам. За феноменот зумба гледате во наредната емисија. Зумбата меѓу најпривлечните трендови годинава, според Американското здружение за спортска медицина. Гледате во понеделничката емисија. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јулија Вилковска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете ја нашата веб страница. Адресата ја знаете glasnaamerica.com, а доколку не сте, станете и наш пријател на Facebook. Пријатна вечер, уживајте во викендот и гледајте не в понеделник.